Моето патешествие низ населените места во Македонија ете ме донесе, така да речам, и во незините урбани места и предели. Потошто речено ме донесе и во селото Волково, распослано во периферијата на Скопската котлина. Како што се вели, во Волково ете Господ ме донесе на големиот православен христијански празник Водици, како што велат волковчани Богојавление. Како по стар обичај и во ова населено место дојдов рано, можне рано изутрина. Кога дојдов насред селото, многумина волковчани ми рекоја да се упатам кон црквата Света Петка. Таму ќе ги најдам сите, сето село ќе биде таму. Денеска се машки Водици, крстот ќе се фрла во реката Лепенец, ама од памтивека овој обичај па се до ден денешен се започнува со утринската литургија на парохискиот свештеник во црквата Света Петка. И се упатив кон овој православен христијански храм. Во црковниот двор од сите страни се слеваше народ. Да бидам искрен, ми се радуваше душата што јас ќе присуствувам на овој стар обичај и секако што овој многовековен обред ќе биде дел од репортажава за селото Волково. Но пред да ја видите приказната како волковчани од памтивека па се до ден денешен го слават стариот празник Богојавление, прво ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за ова населено место, кои се состојат од пишани документи, од устни преданија, така и од материјални факти. Волково се наоѓа во северозападниот дел на Скопската котлина, на левиот брег на реката Лепенец. На само неколку километри од излезот од ова река од Каченичката клисура и на само 2-3 километри пред вливот на ова река во реката Вардар. Селото Волково е сместено во крајниот западен дел, во непосредна близина каде се вкрстуваат коридорот 10 и коридорот 8, односно делниците Скопје, Приштина, Краљево, Скопје, Велес, како и Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Охрид. Волково е рамничарско село, расположено на надморска височина од 640 метри и од градот Скопје е оддалечено 15 километри. За населеното место Волково има многу пишани документи, материјални податоци, археолошки локалитети, устни преданија, легенди, митови, со еден збор каде и да се чепне, каде и да се копне, било кое камче да се фати во рака, било колкава грудка земја да ја стиснете меѓу вашите прсти, во себе крие дел од историјата, која овде се гради не со векови, туку со милениуми. За населеното место Волково, материјалните документи, пишаните документи, устните преданија, легендите и митовите датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секој парче камен, секоја капка вода на вистина е историја на овој регион. Затоа говорам остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и друго. Во селото Волково, меѓу мештаните од колено на колено, од генерација на генерација, се пренесува една од многуте легенди како тоа настанало ова село, а таа легенда е оваа. Селата Оризари, Вучидол и Орман во текот на турското робство биле едно село, кое се викало Оризари. Но жителите постојано се карале. Често пати се случувало и крвави пресметки, меѓусебни обвинувања, тужби, поплаки кај валијата на Скопје. Еден ден во канцеларијата на Скопскиот валија дошле жителите на овие села, целите во крв поради меѓусебните тепачки.
Тогаш Валијата го повикал кадијата и му дал задача да го реши прашањето со овие немирни селани. Кога кадијата стигнал во селото, сите се собрале околу него и пак почнале меѓусебно да се обвинуваат. Ефенди кадија, овие ни земаат дел од земјата, грабаат од стоката како волци од стадо. Не можеме да живееме со нив, рекла едната група селани. Другите признале дека ги тепаат, но не поради земјата, туку поради тоа што се големи лажговци и неранимајковци и побарале од кадијата да ги издвои од нивното село. Третата група селани ништо не прозборела, туку слушала како се обвинуваат другите. Откако ги ислушал, за да настане мир меѓу селаните, кадијата рекол: овие мирни селани, кои не рекао ниту еден збор, ќе се останат тука, крај реката Вардар, ќе се ја ораат земјата и ќе садат ориз. Така настанало селото Оризари. А оние што лажат, обвинуваат и секој ден се жалат кај Валијата, Ормано да го фатат и таму да се населат. И така настанало денешното село Орман. Овие што, како волци краделе овци и земја, да се иселат кај големиот дол, кој се викал Вучидол. И така настанало денешното село Вучидол. Селото Волково од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на и целата своја територија, односно на целиот свој селски атар од сите типолошки варијанти, со византијска естетика, почнувајќи од ранохристијанскиот период до денес. Од историските извори дознаваме дека уште во ранохристијанскиот период селото Волково во црковен поглед било добро организирано. Тоа припаѓало на епархијата Скупи, која во средината на 5 век прераснала во митрополија. Првото христијанизирање се случило во времето на римската доминација на овие простори за време на владењето на римскиот император Константин. Според некои устни преданија, тука некаде во атарот на селото Волково се родени скупските митрополити Дакус, Парегорие, Урсулие, каде што траги од духовното христијанско живење од тоа време, како што се еднокоравни цркви и ранохристијански базилики во атарот на селото Волково се забележани на повеќе локалитети, како што се локалитетот Конјушница, локалитетот Бела вода, локалитетот Кисела вода, локалитетот Црквиште и на други места. Исто така, ова населено место се спомнува и во пишаните документи во грамотите на тогашниот владетел со Македонија царот Душан, кои датираат од 1230 година. А исто така и во црковните повелби и грамоти од македонскиот крал, кралот Димитрија Волкашин, кои датираат од 1365 година, и македонскиот крал, кралот Марко, од 1371 година. Воедно, пишени документи и материјални докази за ова населено место имаме и во отоманските дефтери кои датираат од 1371 година па се до 1912 година. Поточно речено, пишени документи за селото Волково среќаваме во отоманските дефтери на тогаш познатиот историски објект Хавзи Пашините конаци, чии написи датираат од првата половина на 19 век. Поточно, од околу 1830 година до 1845 година. Во далечната 1820 година Хавзи Паша станал Скопски Паша. Сегашната населба Волково во минатото имала повеќе имиња. Така во некои написи ја наоѓаме како Вучидол, а се среќава и како Волчидол. Додека пак, според познатиот етнолог и истражувач Јован Трифуновски, пишува дека порано селото имало 3 мала, долно, средно и горно мало. До 1945 година селото било од звиен тип, но секогаш било поплавувано од најдојдените води, пошто некои семејства го напуштиле старото живеалиште и се населиле 300 метри северно од тогашното село и така настанало горното мало, и така селото станало село од развиен тип.
Професор доктор Јован Трифуновски во своите антропогеографски проучувања на населените места во Скопската котлина за селото Волково пишува дека населението во ова село празнувало многу празници. Така, Велјановци и Воиновци го празнувале Свети Алимпик Столпник, Макриевци, Поровци, Митровден, Нејковци, Глумовци, Тодоровци и Стојановци, Свети Никола, Богдановци, Света Катерина, Видевци, Свети Атанаси, додека пак покрај домашните слави се празнувале и сенародските слави во Ведение, Ѓурѓиќ, Света Мина, Пантелеймон и Богојавление. Јован Трифуновски за православниот христијански празник Богојавление запишал дека во минатото го славеле заедно селата Волково и Новосело и Орман. А денеска Богојавление секое село засебно си го празнува како што и селото Волково. Од памтивека па се до ден денешен, овој обичај започнува во црквата Света Петка, рано изутрина, со утринска литургија од страна на парохискиот свештеник. Боже, заштити не спаси, помилуй и запази не со Твојата благодат. Спомнувајќи пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица. А покрај на собраниот народ, на утринската литургија присутни се кумовите и сите оние претходно пријавени кои ќе влезат во водите на реката Лепенец, не само да се обидат да го фатат крстот, туку со тој чин да му се даде значење на крштевањето како на едно од повеќето свети тајни на христијанството. Да му се даде значење на крштевањето како духовно раѓање, односно почеток на човековото живење во верата. Велик си Господи, чудесни си Твоите дела, еден збор не е доволен за воспење на Твоите чудеса. Велик си Господи, чудесни се Твоите дела и еден збор не е достоен за воспевање на Твоите чудеса. Да се помолиме на Господа. Господи, Сам Ти, човек любив цару, дојди сега преку слегувањето на Твојот свет дух, освети оваа вода. Амин. Сам Ти, човек любив цару, дојди сега преку слегувањето на Твојот свет дух и освети оваа вода. Амин. Сам Ти, човек любив цару, дојди сега преку слегувањето на Твојот свет дух и освети оваа вода. Амин. О Јордане крштајуштус ја Тебе, Господи, Троическое јавицја поклонение, родителе богласли детелствовавше Тебе, возлюблена Годја, Сина имејујај, и дух живовидје голубиње, Извествоваше словесе утвърждение. Явлејся Христе Боже, и мир просвещај, слава Тебе. Во Јордане крштајуштус ја Тебе, Господи, Троическое јавицја поклонение, родителе свидетелствоваше Тебе, возлюблена Годја, Сина имејујај, и дух живовидјев голубиње, извествоваше словесе утверждение. Гордост ми е што сум оваа година кума на големиот христијански празник Богојавление Водици. Јас сум едната од тројцата кумови. Исто така чест ми е што оваа година кум е и градоначалникот на нашата општина Ѓорче Петров, господинот Сокол Митровски. Нека ни даде Господ многу здравје, среќа, благодет, мир и нека ние за многу години празникот на сите. По завршената литургија, според стариот обичај, во црковниот двор, екот на тапанот и писокот на журлата го најавува празникот Водици, Богојавление, зашто на тој ден, според верувањето, Исус Христос е крстен од Свети Јован Крстител во реката Јордан.
а исто така еко натапанот и писоко на грлата го повикува сето село да излезе на сред село, каде што според стариот адет, орото кои го заигруваат кумовите се трнува кон водите на Лепенец, каде што свештеникот го фрла ритуалниот крст, а луѓето скокаат во водата и се обидуваат да го фатат крстот. Се смета дека оној што ќе го најде крстот ќе биде среќен во следната година. Завршувањето на литургијата во црквата Света Петка, од Света Петка се тргнува до реката Лепенец некаде околу 2 километри и од година во година, од векови низ векови оваа традиција продолжува. Еве овдека ние ги следиме мештаните на селбата Волково, каде што се разбира попратени со еко натапано од зурлите и се разбира со свештеното лице и луѓето кои што денеска на благословение ќе се пролагнесат. Ќе пратиме и ние таму. Святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не уведи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, нине и присно, и во веки веков. Амин. Глас от Господов над водите извикува велики, дойдете, примете го сите духот, на премудрост духот на разум, дух на страх Божий от Христа, кој се јавува, дене се осветува природата и се разделува Јордан, и гледајќи го владиката, како што се крштева, го враќа текот на своите води. Со премудрост и внимание да го изслушаме Светото Евангелие, мир на сите. И духови Твоему. И се чита од Светото Евангелие според Марко. Слава Ти, Господи, слава Ти. Да внимаваме, во на време дојде Исус од Назарет Галилејски, се крсти од Јован во Јордан, и како излегуваш од водата, веднаш виде како се отвара небесата и духот во вид на гулаб како слегнува над него, и се чу глас од небесата: Ти си мојот возлюбен син, кој е по мојата воја. Слава
Слава Ти, Господи, слава Ти. О мир да се помолиме на Господа, за небесен мир и спасение на нашите души се молиме Господа, за мир во целиот свет, добра соседба на светите Божји цркви, соединување на сите се молиме на Господа, да се свете овие води, со силата дејството, дигувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, да им се дарува благо, да се избавување Јорданово благословување преку силата дејството, дигувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Со среќа нека за здравје пред се на сите што скокаа по крстот, на кумовите нека им вечно кусото, а на насреќниот Господ нека му дава здравје, среќа, надеж, успех и радост во животот. Сега ќе го делиме кумовото лепче, значи сите кои што сакаат да бидат кумови за до година нека пристапат да си земат по едно парче од кумовото лепче. О Јордане, крещају што сја Тебе, Господи, Троеческое јавицја поклонение, родителе Богла, свидетелствовавши Тебе, возлюбленого Тя, Синове убавини. Овие кумови нема да се имат ова година или последни ќе ги оставиме. Повлечете се малце, мене ќе ме однесете у Лепеле, ја ќе скокам. Еве. Ајде. Еве, нема земено. Еве го, првиот кум, браво. А, кај Војце, едното, добро. Уште треба да има. Ова е доказ дека традициите, тоа што не одржан из вековите, религијата, верата, навистина се влева и се вградува кај најмладата популација. Драго ми е што овие млади луѓе влагаат во водите на Република Македонија, нашите јордански реки, и тука се докажува дека сето тоа треба и оваа традиција да продолжи како одраз на тоа што не одржало поновно гласом из вековите. А на среќниот доветник, општинска администрација заедно со Советот му доделува телевизор плазма. Се надевам дека ќе најде простор во неговите витрини, односно во неговиот дом. Нека е со среќа. Ако не ќе го рушиме зидот. Ајде, поможете ми. Бог се јави, вика народот, нека за многу години, ти ова година во населбата Волково по втор пат го фати крстот. Ајде вака да ни кажеш како е помине минатата година, дали ти беше успешна, среќна? Успешна, среќна, све супер. Ова година, како што реков, ти го фати крстот, што си посакуваш за ова година? Здравје, среќа, тоа. И на сите Господ да даде здравје, среќа. И многу ме е желба, ми беше и уште порано да ми се падне крстчево, мислам тоа. За здравје на фамилија, на внуци, на жената, на мене лично. И на сите им пожелувам за да си добијат, да си извлечат среќата. Ова ми е денеска голема среќа, не што ми падна ова крстчево. Во селото Волково во минатото Водици се празнувал 2 дена. Првиот ден, 19 јануари, освен Богојавление и Водици, уште се вика и Војордање и Машки Водици, а вториот ден, 20 јануари, собир на Свети Јован Крстител, уште се вика и Женски Водици. Во минатото во Волково бил познат обичајот капење на младоженците. Првиот ден од празникот ги бањале зетовците и машките деца, правенци, а вториот ден невестите и женските деца, исто така правенци. Овој обичај се изведувал на тој начин што ги носеле на реката Лепенец и таму попот по специјален обред
ги попрскувал со пејана светена вода. И навистина бев пријатно изненаден од тоа што го доживеа. Ја видов старата традиција на живење, старите адети, обичаи, црковните обреди, ја видов вистинската селски дила сплотена со урбаното живење во селото Волково.